Поздрав до сите и добре дојдовте во денешниот подкаст. Пред самиот почеток би сакала да се заблагодарам до Форт Кафе што ни овозможи денеска да снимаме тука на ова прекрасно место и со овај извонреден поглед. Денес сме тука со овогодинешниот дисеминатор Лина Јоновска. Повеќе за себе ќе ни каже самата преку некои прашања кои што денеска ги постава. Така што би сакала да почнам. Прво, Лина, здраво, добре ни дојде. Како се чувствуваш денеска? Пресвикнув, преблагодарна што сум тука и спремна да почнеме. Лина е овогодинешниот дисеминатор на ЦК ПХВ циклусот. Доколку не сте запознаени за каков циклус се работи, ќе бидете запознаени во текот на самите прашања и ќе знаете како може да се учествува, што се случува и што прави еден дисеминатор. Но за почеток би сакала нормално да почнам од самите почетоци на Лина, односно од неја како личност, па би те прашала, Лина, да ни кажеш еден збор за тебе. Еден збор за мене? Лусидно. Тоа, мислам дека многу луѓе ме речено дека имам како некој таков опис, како некојаш замислена, никогаш не сум толку целосно присутна, ама има моменти кај што спремно ќе се фокусирам на нешто и Па, дефинитивно тоа фокусирање би требало да помогне во сите вакви работи, односно во врските кои што понатаму ќе ни кажеш дека ги имаш околу циклусот. Да се поврземе малку со самиот Црвен крст, со самото волонтирање. Како ти стана волонтер? Кој мислиш дека те мотивира? Некои пријатели, помош, хуманост, можда друштвото, секој си има своја приказност. Јас од многу мала саца почна, но секогаш бев како уплашена, дојам бидејќи им беше страв, бидејќи нови луѓе, нов почеток. Кога почнав средно во прва година, имав другарка која што одеше Црвен крст и ме викна да одам со неа. И од тој момент не сум зедена од Црвен крст. Тоа значи дека другарите многу често се огромен потик. Дали мислиш дека пријателите се единственото кој што направи да продолжиш да волонтираш или можеби тука има повеќе фактори кои што влијаеа врз целото тоа? Во секој случај има повеќе фактори. Прво, самата хуманост која ја осеќаш додека волонтираш е многу искуство кое што би сум препорачала на секој. Што значи дека ти сметаш дека има повеќе фактори кои што те одржуваат да волонтираш. Дали сметаш дека искуство кое што е за секого или пак можеби би исклучила некој од самиот процес на волонтирање? Па во никој случај не би сум исклучила нешто, бидејќи све што се дешава, све е искуство. Све ќе ти се најде понатака во животот. Секој момент има некакво значење за некој, за себе си, на некој начин. Токму така. Впрочем, секој може да се најде во самото волонтирање, односно колку и да се различни, луѓето се спојуваат. Дали ти мислиш дека си стекнала нови пријателства, си запознала многу нови луѓе и сега си поопуштена да одиш и по настани и можеби да волонтираш и во други ситуации, овој пат сама, да не мора некој да биде иницијатор за ти да почнеш? Апсолутно. Земам сама за пример фактот што станав дисеминатор. Пред, да речам, 2 години, во никој случај јас нема ниту да се замислев дека ќе водев некој проект, не пак да учествувам. Така да многу голем напредок видов самата во себе прво и основно, а после тоа и во другите луѓе кои почнуваат во Црвен крст. Што значи дека ни е потребен само мал поттик и понатаму може еден човек преку твојот пример да свати дека може да се развие дури до места каде што никогаш не би очекувал. Апсолутно. Понатаму, покрај тоа што си нормално волонтер, исто така имаш уште една функција, која што не е поврзана овој пат со ПХВ циклусот, тука си исто така член на раководното тело, на координативното тело на Црвен крст Охрид, што значи дека во клубот на млади нормално си имаш некоја дополнителна функција, која што можеби им дава повеќе обврски отколку волонтер. Како дојде до тука, дали пак некој те мотивираше или мислиш дека со самиот тек на времето додека волонтираше ти се појави некоја желба да придонесеш повеќе за клубот на млади? Па, тоа беше повеќе во текот на волонтирањето, бидејќи во еден момент, за време на мојот КПХВ циклус, кога јас бев младинец, некако многу падна интересно, цело време бев на некоја акција, немав до толку слободно време да бидејќи го трошев Црвен крст. И кога заврши ПХВ циклусот, јас се осеќав како така малце
кога немам што да доправам со себе си дома. И беше многу досадно на некој начин. И кога видов дека има шанса да се пријавам за креативно тело, јас одмah видов таа шанса и се пријавив. Значи, сметаш дека колку повеќе активности имаш во денот, толку поубаво поминува, сакаш да си позафатена, односно да придонесуваш повеќе? Да, во секој случај. Тоа дефинитивно би била одлика на некој кој што би работел нешто такво, односно би волонтирал на тој начин и би помагал на заедницата. Дефинитивно сум сигурна дека има некои убави моменти кои што можеш да ги споделиш. Би сакала да направиш една споредба на убавите моменти, сите оние прекрасни работи кои што се случуваат и некои препреки кои што можеби си ги нашта на патот пред да бидеш раководство додека дојдеш до таму или пак општо во самиот процес на раководење. Ево ќе кажеме еден пример пред да почнам во раководство. Ќе дам пример од мојот ПХВ циклус. Ние организиравме камп за студенти каде што треба да се обучат за екологија и такви еколошки работи. Тоа беше најубав период од мојот живот. На некој начин, преубаво поминато време, 3 дена бевме таму, апсолутно преинтересно. Имавме една препрека пред да почнеме со кампот, имавме мал проблем со студентите. Во последен момент свативме дека ние немаме студенти и требаше во 5 до 12 да најдеме 15 души што би сакале да дојдат волонтерски на кампот. И тоа беше навистина како потешка препрека што стварно едва ја преминавме, али пак успеавме и стварно беше преубав резултатот. Да, дефинитивно кога се работи со човечка материја, кога имаме луѓе, не е толку лесно секогаш да се најдат луѓето или да се надополнат, но секогаш има некој начин и може таквите работи да се решат. Тоа е дефинитивно една голема препрека и сигурно имало многу такви, а и нормално во иднина мора да има. Но на еден начин, дали сметаш дека тие препреки се, ете да речеме, многу мали наспроти некои придобивки, некои убави моменти, како што беа тие што ги спомнаа? Тоа беше како многу мал период да се спореди со фактот дека ние после тоа преубаво си поминавме. Значи, толку беше прекрасно што после тоа не ни се осети. Тоа е само како заборавена меморија, на некој начин. Ни спомна и за твоите најубави моменти, за твоите препреки и беа поврзани со ПХВ, па исто би сакала моментално да се поврзиме со тој разговор, односно конкретно најголемата причина зашто денес сме тука, да поразговараме за Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Циклусот на кој што работат повеќе млади, што конкретно ти работеше кога ти беше младинец? Вака. Јас работев на еколошки проект кој го викавме Еколуција, така не се викаше проектот. Прво почнавме со собирна акција за пари, каде што изработивме стикерчиња, рачно изработени, и ги продававме. Со тие финанси, после тоа направивме табла, која беше поставена во галичица за поплаки, пофалби и уште нешто, кај моментално не ми текнува. Таа беше поставена во галичица, после тоа направивме escape room, кој што направи за придонес исто така, кој што беше со многу голем придонес, истински. И као краен настан ни беше кампот. Кампот траеше 3 дена, беше со цел да се обучат студентите за еколошките фактори, некои способности да се снајдат во природа и такви работи. Мислам дека многу подобро има можност гледачите да се запознаат со тоа што поконкретно се прави во ПХВ циклусот. Сепак ова се работи за еден проект кој е еколошки, другите проекти секако се разликуваат. Понатаму ќе ни кажеш повеќе и за нив. Мило ми е што ете имаш такви убави позитивни спомени и дека ете на еден начин кажа дека ПХВ те мотивирало и да продолжиш во раководство и понатаму да продолжиш уште повеќе да се залагаш за Црвен крст. Дали мислиш дека ПХВ си одржува таа традиција, да речеме, да ги на еден начин донесе луѓето во Црвен крст и да ги мотивира понатаму да продолжат да се истакнуваат повеќе и повеќе во својата заедница? Па да, ево го нема бидејќи јас сум дисеминатор, имам шанса да видам како младиците доаѓаат како мали цвеќиња и после тоа имаат шанса да се пораснат и да се расцветаат и да некако да ги зголемат своите социјални способности, да се повесели, некако порасположени, како
не знам како да се изјаснам, точно ли многу убава гледка која ќе сватиш, тоа навистина се дешавало. Всушност на еден начин се гледаш себе си во нив. Да, на некој начин да. Па тоа дефинитивно е прекрасно нешто за да се искуси. Понатаму, бидејќи веќе ете начнавме темата за дисеминатор, дали би можела малку поконкретно да ни објасниш која е работата на еден дисеминатор, дали тој има некои луѓе кои што можеби гледаат на него, некои луѓе на кои што тој треба да се угледа и така слични работи. Работата на дисеминаторот е да ги води на младинците низ процесот. Тој не треба да им ги направи проектите. Тој треба да ги мотивира на младинците сами да сакаат да го направат проектот. Секако дека и дисеминаторите имаат луѓе што стоат зад нас, али во главно ние сме како поддршка за младинците, за да можат тие да издржат и да го истуркаат процесот. Тоа значи дека вие ги воведувате и низ самиот процес и било кои нејасноти треба да им ги разјасните. Во секој случај, веќе дека сме повеќето искусни, дека веќе го имаме поминато проектот, мислам дека ни е многу полесно да им помогнеме, да им кажеме како треба да се справат со тоа. Како така? Многу е интересно да се слушне нели дека сте поискусни, сепак тука се работи најчесто за доста мала разлика во години, што значи дека многу често се случува можеби младинците да се дури на поголема возраст од дисеминаторот или пак да се блиску во години до 2-3 години разлика. Дали мислиш дека тоа представува проблем, бидејќи сепак треба да има некаква врста на авторитет, а нормално многу е потешко на еден начин врз луѓе кои што се поголеми од тебе да се постави тоа? Па зависи тоа до моментот како ќе се представите. Ако се представите така како да сте подуплашени, како да осеќате дека вие не дека има повозрастни у вас во собата и да осеќате дека нема да оставите авторитет, нема да се остави авторитет. Но треба тука точно се поставите. Например, не знам како да го објаснам, овали треба многу поинаков став да се има со нив. Не треба да им се понаšате како вие сега да им сте нешто над нив или не. Вие сте еднакво со нив. Вие само имате искуство и само треба да им го изјасните тоа искуство. Не треба нешто сега баш некој вау авторитет да се има. Па, многу работи дознав и јас денес плюс за самата функција и верувам дека и гледачите разбра многу. Ова секако не е толку лесно да се isprocesира, да се извршува постојано, па би те прашала како дојде воопшто твојата идеја за дисеминатор? Дали мислиш дека беше од храброст, беше ненадејна одлука или можеби си го постави како некој предизвик? Всушност јас скроз си го представив како предизвик. Јас си реков, ако можам ова го постигнам, што друго јас можам постигнам со себе? И ево постигнав. И така да мислам дека ми беше како една отскочна таска за во иднината. Бидејќи зошто да не можам нешто да направам ако го сакам. Тоа ми беше како мотивација. Тоа е многу добро да се слушне дека има мотивирани луѓе кои што се спремни нели да вложуваат и во себе. Какви беа идеите и како се движи конкретно овогодинешниот процес на кој што ти си дисеминатор? Што се случува во него, на какви проекти се работи, нешто по-конкретно? Вака. Ова година имаме 4 проекти. Имаме 2 социјални, 1 еколошки и 1 интеркултурен проект. Едниот социјален работеше во гериатрија, ви кажувам работеше бидејќи завршија со реновациите. Има 2 недели да го заврши тој проект, бидејќи бевме на малку лимитирано време, бидејќи пак болница, не можеме толку да се задржиме. Искрено беше многу убав проект, многу беа фини сестрите и пациентите што лежаа таму беа многу фини, многу соработливи и многу искуство беше и тоа самото. Ги реновиравме, изфарбавме зидовите, ставивме електрична брава и сменавме сјалици секако. Така да многу убаво искуство за првиот социјален. Вториот социјален работиме со глувин лица, со клубот за глуви лица. Со нив правиме често работилници, се среќаваме, одиме на нивните состаноци, тие некојаш доаѓаат на нашите и како краен настан ќе видите вие како изненадување некој сега го споделиме, така да ќе видите тоа. И за интеркултурниот проект правиме често работилници со децата, ги дружиме, ги мешаме. Сега за крајниот настан ние на 16 закажан. Ке има како интернационална храна, децата ги научивме, сите ора ги играт, македонското, албанското и турското. Ќе биде многу интересно. И да.
и за еколошкиот, оваа година одлучивме како целна група ги земеме децата од градинките. Направивме неколку работилници со нив, засадивме дрва во нивните градинки. Сега за брзо ќе одиме да направиме заедно со децата крст од цвеќа. Мислам дека ќе биде многу убаво. Ни спомна 4 проекти кои што колку и да се слични, сепак се многу различни и имавме можност да слушнеме многу убави моменти, секако сигурно тука се испреплетени мал милион препреки кои што се случиле, но имам чувство дека ентузијазмот кој што го гледам во тебе и надежта дека се ќе се заврши многу добро, нормално ќе ти помогнат да успешно го водиш овој процес. Сепак би сакала да те прашам кој друг ти помага во самото водење на овој процес, секако за моментално во твојата ситуација еден средношколец не е мала работа да се водат толку многу првично деца и да се работи на толку многу проекти истовремено. Да, точно така. За секоја група имаме мини ментори кои што почесто одат на нивните состаноци, почесто им прават како поддршка со нив. Тие им се како помошници, ако нека директива мене ме прашаат, има шанса со нив прво да направат момент, па на некој начин јас ќе исконтактирам со нивните мини ментори. Што значи дека секако има некоја поддршка, не е се оставено нормално на твој грб или на грб на самите деца кои што работат. Сметам дека беа добро опишани проектите кои што се случуваат годинава. Сега сме доста позапознаени со самите работи кои што се случуваат внатре во циклусот. Веќе е почна, трае доста време и секако едве чекаме да ги видиме и финалните резултати, како ова ќе заврши, кои ќе бидат тие трајни настани што ќе се случат. Понатаму би сакала да те прашам, дали сметаш дека самиот ПХВ циклус и општо целото волонтирање те сближи со повеќе луѓе, те направи поотворена? Секако за да дојдеш до дисеминатор требало да одиш на некој камп, на некоја подготовка. Како мислиш дека тоа те подготви? Дали мислиш дека беше добро подготвена и сигурна во што влегуваш во моментот кога одлучи да си дисеминатор? Спомена дека прво си била мотивирана од пријателка да дојдеш, па дали понатаму луѓето продолжуваат да те мотивираат? Да, во секој случај, за секој настан кој беше организиран, требаше да се запознавам со нови луѓе, да исконтактирам нови личности кои што навистина само на некој начин ме социализираа повеќе и повеќе. Многу ми се допаѓа што слушаме нешто такво, дека сепак во едно општество сите си помагаме и растеме еден поради друг. Мислам дека тоа би биле од прилика прашањата кои што се директно поврзани за ПХВ циклусот. Понатаму повторно би се вратила на општиот волонтерски ангажман и на некои други активности. Па би сакала да те прашам дали нешто би променила воопшто во целото твое волонтирање, во тоа што стана дисеминатор. Дали нешто би променила, дали мислиш дека се требало да биде така и се случило со некоја причина? Апсолутно да, ништо не би сум променила, мислам дека ова беше многу убав период од мојот живот и мислам дека преубаво се поминав и ништо не би сум сменала. Што значи дека дури покрај сите препреки кои што ни ги спомна и покрај сите тие работи, сепак си успеала на еден начин да го извлечеш позитивното од сите тие ситуации. Рече дека ништо не би сакала да промениш, дека си многу среќна што си тука, но на почетокот ја спомна темата дека на еден начин не веруваше. Дали, еве сега кога ќе погледнеш наназад, ти се веруваете дека си дошла до овој момент, дека еве сега даваш една изјава, дека твоето волонтирање, тоа што еднаш си одлучила да се појавиш во Црвен крст, те донесе токму до овде. Во никој случај не би сум очекувала, бидејќи да речам, ево пак пред 2 години, ова мене ми се чинеше дека ќе нешто вауинг, дека нема да стигнам до овде. Така да, стварно сум изненадена прво од себе си, па и од организацијата, бидејќи има стварно огромни можности да се постигне нешто. Мило ми е што слушам така позитивни и убави нешта. Дали сметаш дека самото волонтирање, Црвен крст, тоа што си ПХВ дисеминатор, ти помогна во некои вештини кои што претходно си ги немала, дали да ги развиеш или воопшто да ги стекнеш одново? Па да. Например,
социјалните способности. Тоа е прво комуникација со официјални лица, тоа е стварно треба да знаеш како се понашаш со нив. Друго, ево на пример директно земам од проект за ПХВ, имавме еден проект каде што требаше да фарбаме. Тоа беше прв пат во мојот живот јас да земам да фарбам, што беше навистина способност која што не ни знаев дека ќе ја стекнам во мојот живот, така да дефинитивно имам. Ете, тоа се мал број на некои способности кои што не ги наброја, верувам дека има уште многу други на кои што можеби не можеш да се сетиш. Дали сметаш дека ете и подсвесно некои работи се развива кои што уште ги немаш сватено? Дали како што поминува времето додека волонтираш, сваќаш дека нешто кога ќе погледнеш наназад многу се сменило, а ти воопшто не си се потрудила, односно не си ни забележала, туку дошло ете така природно? Дефинитивно. Има многу такви случаи како што ќе речам пак ја се навадам пред 2 години не мислев че беше реално. Така да навистина има промени кои што се гледаат веќе после тоа на некој начин. Дали би сакала да споделиш некои од твоите најубави моменти како општо волонтер, не конкретно да се работи за ПХВ циклусот, некоја омилена активност, некој омилен момент? Ако не можеш точно да се сетиш на насловот, можеш да објасниш можеби што се прави, што се случува. Вака, има како повеќе игри и активности и децата плаќаат по минимална цена, која што е како за влез во игрите и само во поминато време сите се насмеани, сите се весели, има награди на крај. Дефинитивно е еден убав момент за здружување и нормално за да се запознаеш со нови луѓе кои што можеби ете сакаат да си го поминат својот ден поопуштено, но во исто време сега како што спомна и преку своите донации да помогнат на некој на кој што тоа му е потребно. Што најмногу мислиш дека те научи Црвен крст и ПХВ? Доколку конкретно можеш да извлечеш нешто? За мене како најголема промена што видов од кога почнав Црвен крст и во ПХВ беше моите социјални способности. Тие најмногу ги имам развиено досега и најмногу се познаваат. Што значи дека сепак си била научена една многу важна лекција, животна, која што дали мислиш дека би можела да ја стекнеш на друго место, мислиш ли дека би било полесно, потешко? Сигурно би сум можела, ама на многу потежок начин. Ова беше како многу убав пример како да се опушти човек, како да заземе нови способности и искуства. Така да мислам дека многу полесно одеше преку Црвен крст. Дали тоа значи дека Црвен крст е на еден начин место за сите, односно дека дури доколку некој смета дека ете како што спомна нема доволно добри социјални вештини, не може толку добро да разговара, да се запознава со нови луѓе, мислиш дека сепак треба да дојде, да види што се случува и дека понатаму сето тоа ќе му помогне во животот? Дефинитивно. Ево, земам пак од пример за себе си, значи, за мен беше баш така. Само ме требаше некој малце ме потурне за да почнам. Така да, дефинитивно. Дали кога ќе одиш наназад си благодарна на себе си за сите тие, можеби минимални одлуки кои што тогаш не ти значеле многу, што сепак направиле те денес да си многу поискусна и да имаш многу поголеми знаења? Скроз. Благодарение на тие мали одлуки, сега сум на некој начин скроз друга личност. Да не те донесел некој да волонтираш, можеби ќе почнеш и подоцна, но можеби никогаш немаше да почнеш. Дали ти привлекуваш други луѓе, дали сметаш дека е важно да се пренесува тоа дека треба да се дојде, да се види како е да се волонтира и нормално да се помогне на некој со самото тоа? Да, јас на сите што ќе се запознавам на некој начин, на сите ги прашувам дали волонтирате, дали имате волонтирано и дали сакате да волонтирате. И зависи од нивниот одговор, јас како ќе изреагирам и имам стварно на некој начин пак речам. Имам донесено луѓе како надвор од нивната комфорт зона и после имам видено таа промена во нив, така да. Да. Тоа е многу важно и е многу добро што ете и ти ја продолжуваш на еден начин традицијата дека носиш нови луѓе кои што понатаму сум сигурна дека ќе ти бидат многу благодарни за тоа што си го направила. Додека ја спомна комфорт зоната, дали мислиш дека Црвен крст на еден начин ти помогна да излезеш од комфорт зоната, дали воопшто мислиш дека треба да се излегува? Или можеби сметаш дека е убаво понекогаш да се остане внатре? Дефинитивно треба да се излезе од комфорт зоната, бидејќи колку да изгледа страшно и колку да изгледа неубаво, има преубав резултат на крај. Значи,
не знам како да го објаснам тоа, али едноставно многу убаво. Убаво да се излезе, толку цел живот да се остане во страв и во таа комфорт зона каде што многу помалку придонос ќе има за себе. Тоа ме носи до моето следно прашање. Која би била твојата порака до луѓето кои што сакаат да волонтираат, но не се сигурни дали да почнат, како да почнат, што да направат, што нив им препорачуваш? Ете да слушнат и можеби да се мотивираат да дојдат, да го посетат Црвен крст и да видат што се случува и од што се можат да се дел таму. Јас ви препорачувам, ако имате и барем желба, одма почнете. Значи, многу ово искуство, преубаво поминато време и мислам дека навистина вреди да се искуси некојаш во животот. Значи сметаш дека што порано, толку е подобро. Да. Дали можеби некогаш ете така малку ти е жал бидејќи не си почнала порано, дека си почнала во средно? Па реално не, бидејќи мислам дека средно е идеалното време да се почне во Црвен крст. Па дефинитивно тоа гледано од твој аспект може да значи дека можеби не си била спремна до тогаш и како што спомна, нели, среќна си за се што се случило, не би променала ништо и можеби доколку било поинаку немаше да бидеме денес овде, што секако не би требало да е така. Со тоа јас би сакала да го привршим овој разговор. Слободно доколку имаш уште нешто да кажеш, можеш да го направиш тоа во наредниве неколку секунди и мислам дека околу оваа тема ги разгледавме најбитните прашања и дека тоа би било тоа кое што денеска ете ќе го дознаат и гледачите заедно со нас. Ти благодарам многу за учеството и за тоа што ете беше тука со нас, ги одговори овие прашања искрено и дека ни даде еден поглед увид во волонтирањето, во самиот Црвен крст и во тоа како е да се биде дисеминатор. Ви благодарам и вас, драги гледачи, за тоа што бевте тука на овој наш подкаст. Се надевам дека научивте многу нови работи денес и дека некои од овие искуства од Лина ќе ги примените и за вас и дека секако ќе продолжите да учествувате во заедницата, да помагате и се гледаме нареден пат. Уште еднаш би сакала да се заблагодарам на Форт Кафе за оваа прекрасна можност да снимам овде и со нетрпение очекувам да се видиме на наредниот подкаст. Имајте убав ден!